Вие следите емисијата Македонски корени од Сиднеј со вашите доматини Бети и Јон Треновски. Почитувани слушатели, Facebook следбеници, Facebook пријателки и пријатели, во наредниве 50 на минути ќе зборуваме со нашиот и ваш гостин, господинот Сотир Костов, поранешен обвинител, политички аналитичар, колумнист, писател, кој е веќе пред студиото на Македонски корени и во овој момент го покануваме да ни се приклучи во студиото. Се надеваме дека нема да имаме проблем. Господинот Костов е тука. Господине Костов, добро утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Ви благодариме што ја прифативте поканата. Благодарам на вас, честа е моја. Добро ви утро и од мене, господине Костов. Верувам дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите што се со нас, но и оние кои покасно ќе се приклучат на Македонски корени. Да се надеваме. Ја најпрви поздрав за вас, поздрав за Македонски корени и поздрав за сите. После повеќе од 12 месеци, кога започна градењето на проектот така наречен француски предлог, а всушност е бугарски, и после 12 месеци од првата политичка меѓувладина конференција во Брисел, кога беа отворени преговорите, но не почнати, иако не убедуваа дека започнале, после 3 месеци од изработувањето на предлог уставните амандмани за промена на уставот, заради вметнување на бугарите во него, а сето предходно наброено со амин на оваа ненародна влада на чело со Ковачевски, а предходно и Заев. Ете, конечно, во вторникот во матичната комисија за уставни прашања започна расправата, односно процесот за уставните измени со единствена точка на дневен ред, предлог за пристапување кон измена на уставот. Како ќе го прокоментирате експозето на насадениот на наш премиер Димитар Ковачевски, кој го даде на почетокот на расправата за потребата од отворање на уставот со цел за вметнување на бугарите во преамбулата, која расправа се одржа во матичната комисија, како што рековме, за уставни прашања, со која раководи Талат Џафери. Особено нас не интересира делот каде што Ковачевски вели, цитирам, по 17 години од добиениот кандидатски статус во јули минатата година конечно ги отворивме преговорите. Со какви очи и наочари гледа Ковачевски дека сме ги започнале преговорите, или така му кажа Ахмети и Груби. До кога ќе ја подценуваат интелигенцијата на македонскиот народ и на мнозинството македонски граѓани? Добро, за почеток 3 во 1. 3 прашања, мајде ќе се обидеме да дадеме кратки, јасни и концизни одговори, но било што денес да кажам, најнапред би сакал да кажам дека срамно е да отпочнуваме процес за внесување на бугари во македонскиот устав, тоест во уставот на Република Македонија, во период кога тие донасаат резолуција за прогласување на нашето илинденско востание, за илинденско, преображенско и за бугарско. Од тој аспект, само човек несвесен за тоа што му се случува во државата и околу државата, мислам на премиерот и на неговата свита, може такво експозе да пренесат, да не осудат ваков чин од нашите комшии бугарите. Значи, неговиот настав, неговото експозе не е експозе, неговиот настав е мизерија во боја, да ви кажам. Тоа е одговор на првото прашање и не би сакал повеќе јас него да го коментирам, бидејќи тој нема чувство за националните интереси и државните интереси на нас македонците и на Република Македонија во целост. Сега, мислам второто прашање беше во со какви очила гледа. Вие да ви кажам, еден феномен во психологијата и социологијата се вика феномен на розови очила или феноменот на Семјон Семјоновиќ. Тоа е една митска фигура на рускиот абсурдист од пред еден век од прилика, Даниел Хармс, кој што кога ги става на очарите гледа се розово и се убаво во нева. Кога ќе ги извади на очарите, ќе ја види суровата реалност, која е стварно груба, болна и тешка, ама е реалност. Токму со вакви наочари розави или наочари на Семјон Семјоновиќ,
нашиот премиер или премиерот на владата на Република Македонија, господинот Ковачевски, ги гледа работите, состојбите во Македонија и околу Македонија во контекст на преговори билатерални со бугарите за нашите евроинтеграции. Значи, тој синдром очигледно тој не може никако да го надмине и затоа ќе му се случи тоа што ќе му се случи, нема да имаме уставни промени и внес на бугарите во Република Македонија, бидејќи во моментот тоа не е национален интерес и државен интерес на нас македонците. Последното мислам беше нешто врзано со кога ќе подценува интелигенцијата на македонскиот. Очигледно до изборите кога ќе паднат на власт. Ама видите, ние отрпнавме на македонците, интелектуалците, интелигенцијата и стручната јавност и секој обичен македонец кој си сака државата веќе се отрпнати на овие понижувања и едноставно го чекаат моментот кога се спроведува најшироката форма на демократијата, а тоа е изборите, да си го дадат својот глас, и оваа власт во реалноста, или поточно ево во главата на македонецот е веќе падната, веќе поништена, и затоа тие бегат од предвремени или редовни избори како ѓавол од крст. Како ќе го прокоментирате обраќањето на Никола Мицевски, координаторот на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, и какви се вашите очекувања? Како ќе заврши сета оваа бурлеска која ја креира оваа ненародна влада, имајќи ги во предвид двете диаметрално спротивни ставови? Од една страна, владата пред се Ковачевски, Османи, Маричич и Груби не убедува дека го имаат потребното двотретинско мнозинство, а од друга страна, пратениците од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, заедно со раководствата на сите чинители на ВМРО-ДПМН и нивните коалициони партнери, дека уставни измени по бугарски диктат нема да има ниту сега, ниту откако ќе дојдат на власт, а ова пред некој ден го потврдија и на Комисијата за уставни прашања. Има ли некаква смисла или потреба после се ова да се чека 18 август, за кога е закажана пленарната седница? Зошто владата со сила ја удира главата во зид, кога е очигледно дека во овие уставни измени влегоа без обезбеден надпартиски консензус, без потребно двотретинско мнозинство? Видите, наставот на господинот координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМН за мене беше одважен, настав на еден вистински македонец кој се залага за во одбрана на македонската кауза, можам еден слоган, првичен денес, за да не биде убав денот да кажам. И браво, моите комплименти за него и за целата пратеничка група на ВМРО-ДПМН, ако сакате и за раководството на ВМРО-ДПМН. А сега, ова второ прашање, има ли смисла после се да се чека 18 август? Јон, не знам дали сте свесни, не 18 август, ние ќе очигледно ќе чекаме 18 декември, 18 јануари, и ги гледате ли тие како калкулираат со гласањето? Тие гледате што им се случува синдром. Велат ги отпочнале разговорите, и знаеме дека не ги отпочнале, бидејќи само за нас има втора заедничка седница, бидејќи треба правоуставот да го смениме. Сега исто им се случува и со постапката, пристап за промена на уставот, тоест донесување на амандмани. Тие сакат да отпочнат постапката, ама не сакат да гласат. Значи, не 18 август, по моја проценка, јас сум современик на сите и на донесувањето на уставот и на сите промени во уставот. Вакво лицемерие, ваква нечесност ја досега политичка ја не сум сретнал. И да ви кажам, очигледно вистинското е одговор на твоето прашање, нема смисла да се чека. Ајде одма да се гласа, но ќе чекаме, ма тие не се свесни колку ние можеме да чекаме, за да тие си заминат од историската сцена политичка, ама крајниот рок е редовните политички избори. Така да во право сте, нема смисла ова чекање. Ама очигледно не се случува тоа што не се случува. Сега, како да ви кажам, ова владата со сила удира во глава. Па видите, има еден феномен кој се вика тврда глава, а тоа е тврдоглавост. Значи тоа е така, ама ово случајот е македонска. Значи тие сакат со глава да срушат зид. Да, има една изрека, ама вели паметна глава руши зид. Значи тоа е една метафора исто
А оваа глава апсолутно не е памета. Паметот, харизмата е во народот, народот тоа го покажува, 85% и се повеќе се зголемува процентот на луѓе кои не ги одобруваат овие промени на уставот за внес на бугарите во уставот на Република Македонија, и мислам дека едноставно на некого ќе му биде скршена главата, а зидот нема да биде срушен, сега малку метафорично се изразувам, ама националните и државните интереси на Република Македонија во однос на Бугарија и нејзиното шовинистичко однесување кон нас ќе бидат одбранити. Така да, народот кој е суверенот на оваа држава ќе го прескокни тој зид, или еве да кажеме малку по храбро, ќе го сруши тој зид, што владата не може тоа да го направи, бидејќи владата работи за туги интереси, интересите на бугарите, а народот си работи за интересите на Република Македонија. Так. Господине Костов, како гледате на изјавата на Енес Ибрахим, кој е дел од коалицијата на СДСМ, дека неуставен бил амандманот 12 кој се однесува за Комитетот за односи меѓу заедниците? Најавува ли Енес Ибрахим, кој доаѓа од партијата на турците, напуштање на бродот кој тоне? Па видите, ја тој човек не го познавам, го знам кој, ама не го познавам. Нешто повеќе за него не можам да кажам, ама мене првично ово ми личи како размислување со своја глава. Верувајте ми. Како да ви кажам, очигледно дојде моментот кога и турците треба да го кажат своето, од причина што доста само права на една, правилно кажано, малцинство, еуфемизам во нашиот устав е дел од народот албански, српски, турски и така натаму и така натаму. Мислам дека едноставно можеби не треба да разговараме, ево, верувајте, ако одиме по некоја логика нивна, ние самите ќе се запреткаме. Едноставно, народот не ги прифаќа овие измени и еве сега едни по едни ќе се јавуваат, ќе се освестуваат и гледате ли што се случува? Полека таа коалиција прво внатре се раздробува, мислам во градската коалиција, внатре се раздробува и се распаѓа, ништо од нивната стратегија, ништо од нивните планови, ништо од нивната програма за Македонија, а време е да напушта сцената и владењето, да дојде некој попаметен, некој поспособен, некој докажен градител на состојби, прво средувач на состојбите, а потоа и градител на процесите за развој на Република Македонија. Така да тоа е интересно размислување, според мене. Вие доаѓате од правната фила. Како гледате на често споменатиот член 49, се разбира доколку го имате видено, што пишува во тој член, на што се однесува, дали со внесувањето на бугарите во Уставот Македонија всушност презема обврска со парите на македонските граѓани да ги финансира таквите бугарски здруженија во Бугарија и во Македонија, иако главна цел им е негирање на се што е македонско? Па добро, убаво. Бицово се исклучи. Се слушаме. Ме слушате? Да, добро, има звук. Така, еве во раката го држам Уставот и членот 49. Тоа, видите, тоа е дека Македонија се грижи за положението и правата на припадниците на македонскиот народ во соседните држави и за иселениците од Македонија, го помага нивниот културен развој и се унапредува врските со нив. Република Македонија се грижи за културните, економски и социјални права на граѓаните во Република Македонија. Сега, веќе имаме амандман дека при тоа Македонија не се меша во суверените права на другите држави и на нивните внатрешни работи. Сега, ова е моменталната состојба од претходното менување, го голтнавме и тоа. Што пишува сега во новиот состав, во новиот текст на измените на Уставот, верувајте ми, јас се уште не знам, не сум ги добил и не можам да коментирам, ама очигледно ќе е уште некоја додатна небулоза. Морам да проверам дали ме слушате. Да, се слушаме. Добро, ја веќе не ве гледам нешто кај мене светлото на
телефонот се зафркна, ама продолжуваме што ме вака. Ево, мојот коментар од прилика е тоа, верувајте ми, и едноставно кога ќе јавно ќе бидат објавени, ќе биде објавен текстот на сега се уште иницијатива за промена на изборот, па треба на уставот, па треба нацрт амандмани, кога ќе го видиме тоа, би можел нешто поконкретно да ви кажам. Ама очигледно ќе биде некоја нова небулоза. Дали со вметнувањето на бугарите во преамбулата всушност се отвара и вратата на законодавниот дом со тоа што еден бугарски пратеник ќе треба да биде дел од Комисијата за односи меѓу заедниците? Па да, па видите, тоа е целта на бугарите. Институционално да ни влегнат во уставниот, правниот, политичкиот, економскиот живот и однатре со една позната нивна имплозија, не експлозија, да не разнебитат и да не направат бугарско општество. Ама видите, ние сме многу повеќе мудри од колку тие што се политички тупави, морам ова да го кажам, ова е метафора, ова не е навредливо, и ето едноставно дојде момент, денеска неколку пати ќе ви повторувам, кога општеството македонско, кога народот македонски, кога македонците нема да го дозволат тоа, бидејќи тоа е крај на Македонија и тоа е крај на македонците. Така да сосема сте во право за ова, ама ја мислам тоа нема се случи. Господине Костов, како гледате на изјавата на вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричич, кој на една национална телевизија на прашањето има ли начин во овој период до 18 август, за кога што е закажена пленарната седница, да ја убедите опозицијата да гласа за внесување на бугарите во уставот, рече, цитирам: "Ние го спроведуваме она што нашето собрание го усвои минатата година пред отварањето на преговорите. На 16 јули минатата година нашето собрание ги усвои заклучоците, меѓу кои беше и оваа обврска за овие уставни измени со кои што внесуваме во нашиот устав во преамбулата уште неколку заедници на оние кои што веќе се таму. Ние се убедуваме цела година на различен начин да разговараме со опозицијата и да ја убедиме дека ова е вистинскиот чекор. За жал, природно, пружајќи го отпорот во целиот овој период, се формира еден антиевропски блок или анти-ЕУ блок, кој што ја заострува риториката овие денови, кој што се состои од ВМРО, ДПМН и Левица. Завршен цитат. Гледате ли вие некакви анти-ЕУ чекори во опозицијата? Како ќе ја прокоментирајте неговата изјава дека тие се мисли на тимот кој преговара за сето ова што опозицијата го бара, било разговарано и побарано дури и тоа, овие уставни измени да важеле на крајот, но тоа не го прифатила Бугарија. И затоа, како што рече Маричич, побарале во преговарачката рамка да биде се запишено, за да не можеле да измислуваат нови барања, и тоа го добиле, но и дека инсистирале на запишување на македонскиот јазик во преговарачката рамка и дека и тоа го добиле и за возврат се обврзале да ги направат уставните измени во текот на скринингот, односно до неговото завршување. Маричич е еден негативен феномен на политичката сцена на Република Македонија и јас се срамам што таков човек е во владата на Република Македонија. Да ве потсетам, ова не е субјективен и неворед став мој, тоа е човекот кој после турскиот султан од 1903 година прв и го забрани употребата на името Македонија кога беше министер за правда. Таков човек не сакам многу да коментирам, ама ценејќи го вашиот медиум и вашата желба да ги информирате нашите македонци во Австралија и во светот, прифаќам. Видите ви кажам, ако тој ветил или тие ветиле дека ќе ги направат уставните промени, нека ги направат бејон. Бујрум, кој им пречи? Ама нека одат демократски, нека користат демократски процеси и односи, нека го следат духот и постапките од уставот и бујрум, нека ги направат тие промени. Тоа отприлика би било за овој Маричич. Сега околу, како рековте, не европските чекори што тие кажувале за опозицијата и тој антиевропски блок. Вака се јас се договор. Јас вас би ве прашала, ќе сванете зашто ве прашувам, дали е европски
А парите Европска унија што ти ги дава, да ти поведат 18 истраги за проневера, за корупција, за организиран криминал и за крадење на европски пари, а не влагање во проекти. Тоа и се случува на Македонија со оваа власт од 30, сега не сум сигурен, ама 32 или колку повеќе истраги на Балканот, половина, пази, Јон, половина се во Македонија за ненаменски трошење пари, украдени пари, и сега ве прашувам, тоа ли е европскиот блок што они се залагаат дека се, значи тоа е блок на лопови, блок на арамии, а во исто време да не заборавиме оваа опозиција, која толку е напаѓена, ама ја велам полека се консолидира и доаѓа, да не речеме веќе во топ форма, бидејќи многу стратешки настапува и не ги прави грешките од минатото. 6 години нема додир ни со македонски пари, ни со буџетот на Република Македонија, ни со европски пари. Еве сега година дена ги ја развива локалната самоуправа и сите гледаме многу добро ја развива. Градовите полека живнуваат и сега од прилика, не, одеднаш оваа опозиција била антиевропска. Не, тоа апсолутно не е точно. Напротив, мислам ова што го прави сега опозицијата, тоа се чекори потези за заштита на македонските интереси. Интервјуто го почнав со еден слоган во одбрана на македонската кауза. Ние гледаме, чувствуваме дека опозицијата дава надчовечки напори да ја одбрани македонската кауза, а македонската кауза е да си го одбраниме јазикот, да си одбраниме историјата, да си одбраниме културата, бидејќи сме и вербално и не само вербално, и психолошки, и хибридно, и како сакате нападнати од нашите соседи од истокот, од политичката врхушка на Република Македонија. Маричиш може да зборува хипотетички што сака. Каде бил тој Маричиш политичар со сенс, политичар со знаење, политичар со искуство, политичар што знае што е демократија, да седне дома на маса да си ги реши проблемите, да обезбеди еден консензус политички, а ако сакате и општествен и државен, тука имаме и граѓански сектор покрај политиката, тука имаме бизнес сектор и тогаш тој и Ковачевски да ветуваат на Макрон и на макроновци и на бирократите од Брисел дека ќе ја смени уставот. Бидејќи тој мен тогаш не ме праша. Ја сега нека ме прогласуваат колку сакат антидржавен елемент, бидејќи тоа го прават безобразно, без никакви основи, аргументи, факти и докази. Јас ќе сум против промената на уставот и влезот на бугарите во Републиката. Ама пазите, тоа што сум ја против, јас сум единка. Ма многу се како мене. Над 85% од македонците го имат ставот што јас го имам, или јас го имам ставот што тие го имаат. Тој Маричич има проблем. Ама за Маричич, ајде не ви причам, ја го познавам граѓанскиот сектор, дечко кој не се докажал, дечко кој ништо не сработил во животот, дозволивме првин да не биде министер за правда, а сега и подпредседател за евроинтеграција. Ма ајде, тоа е брука на македонската политика. А толку имам за Маричич. Така, ајде уште малку околу Маричич. Ајде. Како ќе ја прокоментирате изјавата во која што од една страна признава дека билатералниот спор е дел од преговарачката рамка, но од друга страна дека тоа било само во еден дел каде што се споменуваат добрососедските односи, кои што се споменуваат уште од 2005 година, кога била правена преговарачката рамка за државите, кога во тоа време преговарале, и дека добрососедските односи од секогаш биле критериум. Како ќе го прокоментирате неговото признавање дека е можно да се издействува подобра преговарачка рамка, кое признавање се случува за прв пат да излезе од устата на еден од тие кои досега не убедуваа дека не е можно такво нешто, при тоа откако се сети што направи, почна да се спинува сам себе си, изјавувајќи дека тоа ќе значело чекање уште 10 години и дека тоа значело преговарање за се одново. Видете, тоа последново не застрашува, ама вака, само со еден збор ќе одговорам, ама ќе објаснам зашто со еден. Ова е политички хомокретенизам. Тој се заплетка во нивнато лицемерие,
во нивната неискреност, во нивната нетранспарентност, во нивната некадарност и сега сака нас да не заплетка, да не инволвира. Не, ние на тој господин Маричич ќе му речеме благодариме, ја немате нашата поддршка, не ви даваме потпора, снаоѓајте се, бидејќи кога требаше да не консултирате како граѓански сектор, како опозиција, како бизнис сектор, како академска јавност, вие не понижувавте, вие не занемарувавте, вие не маргинализиравте. Сега, она што си го дробите, сами ќе си го стркате, а немој да ја плашите македонската јавност и македонецот, и многу потешки моменти сме доживееле ова, па сме преживеале, сме обстојале и има да живееме и да обстојуваме. Едноставно, ќе ги трпиме до смената на власта. Значи, не може политички кретенизам, хомокретенизам, верувајте ме, ова не е навреда, ова е збор кој сум го зерал од јавниот дискурс во Хрватска, Словенија и Србија, дури и авторот ќе ви го кажам, Басара, еден голем писател, еден голем есеист, кој кога дискутира во јавен дискурс во Србија, Хрватска и Словенија го употребува. А од тие три држави, две се во Европската унија. Нема друг збор, верувајте ми. Нема друг збор. Нешто да правиш кое знаеш дека е глупаво, дека е нешто неодрживо, и ова се трпи како така, ама нешто што е во штета на твоите интереси, национални и државни. Бај за Маричич, уште малку ќе го трпиме и мислам ќе го забравиме. Ајде да видам малку безобразен, ќе го испратиме на буништето на политичката историја. Господине Костов, како гледате на изјавата на Радев, кој минатата недела изјави дека уставните измени е еден од задолжителните чекори, но не и последен? Во тие протоколи седат и други чекори, како што се јазикот на омраза, медиумите, учебниците, надписите во музеите, отварање на архивите на УДБА и рехабилитација на сите репресирани, која изјава сосема е спротивна од ова што изјавува Маричич? Малку ведрина, малку ќе ве насмеам. Ја на ова гледам тоа на искреност несвестена за еден български политик. Значи, човекот не кажува во очи. Јон, Бети, нема, човекот не кажува што не очекува. А лалва му е. Ја прв пат јавно го пофалувам тој човек. Значи, што? Уставните измени, тие се мала работа за вас. Чека вас ве чека образованието, промена на учебниците, историјата, цар Самуил, светите браќа, Кирил и Методи, и така надаму и така надаму. А лалда му е на човекот, сега, дали имаме очи да видиме, да го видиме тоа, уши да го чуеме тоа, и рацио да го разбереме што ни кажува. Тој си ги гледа интересите на Република Бугарија, а лалда му е на тој човек. Тоа е бе председател. Ја малку сум ироничен, малициозен, ама верувајте ми, јас тоа така и го мислам. А овие наши политици, македонски на власт, ова наша забегана елита, корумпирана елита, нека се чукне малку тоа, простете ме во мој кочани, се вика тимбата, и нека свани што им кажува Радев. Радев на еден начин, сакајки, не сакајки или несвесно, им ги отвара очите. Им кажува што не чека. Ама овие не ги отвара. Па, ама и свеста изгледа им е затворена. Така да тоа е тоа. Ова за мене е една искрена, честна изјава за Радев, која не е во интерес на Македонија. Ама бидејќи е отворено, транспарентно кажено, ја го поздравувам. Кој ќе ме сватат луѓето што сакам да кажам. Сигурно. Повелете. Како гледате на изјавите на некои аналитичари кои се уште трубат дека уставни измени ќе се случат и тоа со тенко двотретинско мнозинство, односно со 80 пратеници, и дали ако не дај Боже сепак се случат уставните измени со балкански методи, како што тоа се случи со Преспанскиот договор, односно со промената на историското наше име на Македонија, не е тоа кршење на демократската волја на бирачите? Ти многу си во право, тоа е кршење на демократската волја на бирачите, ама и не е само тоа, тоа е најкултурно речено од твоја страна, најблаго речено, иако одговорот ти е точен. Тоа е политичка проституција, прерасната во политичка и институционална, но политичко и институционално насилство. Оровоци се, меѓуредови, така на повисоко ниво кажано,
дотичниот Маричич, а вака улички сленг, груби и овој министерот за надворешни работи видео, Османи. не ми текнува името, Османи, тоа многу убаво ни го кажуваат и во секој момент не уценуваат. Ама сега е еден круцијален момент. Без малку година дена слушаме дека тие имат двотретинско мнозинство за промена на уставот, дека опозицијата е разнебитена и дека многу повеќе од 80. Еве го моментот на вистината, ајде да ги видиме тие 80, и ако е тоа така, и јас зборувам на памет, и јас немам сен за што се случува во државата, и ќе го признавам поразот, и така натаму, и така натаму. Значи, не смееме да наседнеме повторпа. Еднаш не изиграа со референдумот и со промената на уставот со насилието. Сега треба да видите, ние сме луѓе кои остануваме во демократијата со вредносен систем, со норми, принципи, правила. Ама основа, ги има повеќе, да не ги бројам. Ама основа на се е една вредност. Храброста. Под неја е одважноста. Ако сега не покажеме храброст, ако сега не покажеме одважност, да си ги одбраниме интересите македонски, како што реков македонската кауза, ќе не се случи тоа што ни кажуваат Маричич, Османи и Груби, и Ковачевски. А гледам у задње време многу е гласен и Пендаровски. Ама ако покажеме на одважност, ако па ние сега ги маргинализираме нив, со тоа што ќе ја поддржиме безрезервно опозицијата, која не е само во МРДПМН, тука и левица, тука и новото движење на граначалникот на Куманово, тука си новите овие некои раздвижувања на политичката сцена, тука е граѓанскиот сектор, тука е стручната јавност, тука е академската јавност, 99%, има 1% кој забегуваат, тука е бизнисот кој конечно сака се бавиме со економија, а не со глупи работи, ние тогаш ќе испаднеме помудри, ќе испаднеме попаметни и ќе си го одбраниме најнашето, најсвоето, најсветото, најсветлото Македонија и македонците и нашите интереси. А ако подклекнеме на овие закани, и ако пак ни се случи тоа што ни се случи пред 4-5 години, е тешко на нам. Поправен испит ке нема. Како гледате на она што повеќето од национални телевизии преку новинарите ги бранат потезите, односно презаемените чекори на владата, кои чекори пак од авион се гледа дека се погубни за Македонија и македонскиот народ, а ја обвинуваат опозицијата пред се ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија за некакво си кочење на европскиот процес, при тоа не префаќајќи ја тезата на опозицијата дека треба да се направи длабока анализа и подготовка за следниот чекор во преговорите. Зарем се уште не ја научи лекцијата дека токму поради немање на длабински анализи и по долгорочни планови, со еден збор поради неукост и поради сервилност и подчинетост, ни се јавуваат и сите досегашни проблеми? Ви да ви кажам. Лично мислам дека едноставно се работи за нешто што воопшто мене не ми се свија што се случува во нашата медиумска сфера во поглед на тоа што прават провладените медиуми и како тие се поврзани со власта или поточно како тој медиумски клиентелизам се случува во праксата. Јас лично мислам дека тоа треба еднаш за секогаш, имам проблем со светлото, морам да удирам секој пат на екранот, се извинувам, тоа еднаш за секогаш треба да се прекине. Еднаш за секогаш. Опозицијата, тоа што го кажува за мене е точно. Нешто немаме длабока анализа и план за ова состојба. Ние немаме стратегија. Да ве подсетам, мислам овде пред можеби година дена сум зборил за отсуство на македонска национална стратегија, и сега ќе повторам. Нам ни треба македонска национална и државна стратегија за севкупен развој на Република Македонија. Тоа е културен, тоа е политички, тоа е правен. Од тој аспект,
гледано, од тој аспект гледано, нам ни треба малку поинтензивно збивање на, да речам, нека ме прогласат, нема да е ново и нешто чудо македонски националист, на македонските редови, повеќе грижа за македонските интереси и едноставно да не дозволуваме такви новинари, такви медиуми да ни наметнуваат јавно мислење кој не е одраз на реалното јавно мислење во Република Македонија. Мислам дека ова е, бар според мене, вистинскиот одговор на ова што вие го поставивте, доколку добро го сватив. Да, токму така. Покрај актуелната тема за уставните измени и темата корупција, не изостанува од секојдневниот дискус во јавноста. Деновиве покрај црната листа се случија и неколку палења на автомобили. Во последниве неколку месеци наративот за ваквите криминални и корупцијски скандали се сконцентрира кон Дуј. Од Дуј пред некој ден има едно соопштение во кое се вели дека се создавал некаков хибриден економски политички центар кој работи против Дуј. Гледате ли вие некакво создавање на таков политички хибриден центар? Дали ваквите изјави, но и изјавите поврзани со палењето на неговото возило упатуваат на некакви си стратегии за креирање на обвинение токму во време на започнувањето на процесот за уставните измени? Ви да ви кажам, па да, има таков центар, ама знаете каде е? Во албанскиот кампус е, кај огнените е. Нека е и хибриден, нека е и реален, нека е и политички, и не знам како, ама Дуи, Али Ахметија, особено Османи, кој кога го разобличи, ја го соголија на една телевизија, ви ќе ја кажам 24 телевизија, не дека нешто ја ценам новинарката, ама го растори во една емисија, знаете што ја одговори? Ова е албанофобија. Па чекајте бе луѓе. Знаете ли дека 6 години ВМРО, ДПМН и опозицијата во целот е гонета, прогонувана, тортурирана, уценувана, судена, осудувана, па тоа никој не го нарече дека тоа е македонофобија. Значи, некој едноставно нема аргументи, нема факти да се одбрани од најнормалните напади на политички субјекта, тоа е Дуи, од друг политички субјект или однатре. Тие однатре ги замолкнаа, ги сменија, ги тргнаа, ги маргинализираа, би рекол. Ете, тоа е Дуи демократијата, тоа е таката внатрешпартиска демократија, а овие однадвор што стигаат, дали се од политички конкуренти, дали се од новинарите, како што ви ја посочи в емисијата и случката, дали се од стручната јавност, од нас експертите, ние тогаш сме албанофобични и шириме албанофобија. Ма немој ви се молам, па ние не го напаѓаме Груби, Али Ахмети, Османи или било кој, затоа што е албанец. Не. Затоа што се политичари кои кога се работи за интересите на Република Македонија не ги бранат воопшто или доволно не ги бранат. И штото се однесува за Ковачевски, Маричич и екипата. И сега ви се молам, дајте малку политичка култура, дајте малку домашно воспитување. Не, кога ќе бидете втерени во ќош и одма се браните со наводна така наречена албанофобија и одма распируваат интеретнички недобри односи. Да ве подсетам, уште првиот ден по лидерската средба, кога Ковачевски лично, СДС, партијата која ја предводи, и коалицијата со која прави влада, беше поразена на еден стратешки начин од Мицкоски, ВМРО ДПМН и опозицијата, тие тоа тогаш го направија. Првата теза, Мицкоски не сека влада во која ќе има албанци. Не, не е точно.
И он, значи, Мицкоски рече, не сакам влада со Дуи. Па многу јасно е да го кажеш тоа, па тоа е многу честно. Ама има уште најмалку 5-6 партии албански со кои Мицкоски у секое време, тоа е звонара да помне, ќе преговара, разговара, соработува, ќе прави коалиции и ќе прави влада. Значи, видите ли како ни го изместуваат дискурсот? Видите ли каков националистички, да не речеме деструктивен ракурс ни даваат на гледање на работите и сега ние одеднаш сме албанофоби. Не, апсолутно тоа не е точно. Апсолутно тоа не е точно. Него ете да кажам. Дуи во една тешка ситуација, ја го предвидив тоа, ја го кажав во една моја колумна од пред 3 години, кога напишав СДСМ развојна и Дуи прогресивна, иронично и малициозно, и кажав како ќе почнува падот на Дуи СДСМ, а најконкретно посочив кога му беше поставено прашањето на Ковачевски како ќе функционирате понатаму, тој не знаеше што одговори и на еден безобразен начин Али Ахмети да покаже кој е шеф во владата рече, па како и досега. Ја одма утредента на мој настап на телевизија реков, од овој момент почнува падот на Али Ахмети, веќе нема да е тој стратег, кој тачно е, сум го признавал као стратег, ама као политичар никој пат, бидејќи не работел за интересите на Република Македонија. Така да, дури да го оставиме коректно и да си ги решава проблемите во својот двор, дури ако можеме и да му помогнеме, ама политички, па има да ги напаѓаме, па тоа е смислата на демократијата, отворен, јавен, транспарентен дискурс во кој јас изнесувам аргументи и он ти изнесуваш контраргументи, се наоѓаме на сред пат или воопшто не се наоѓаме. Тоа е демократијата. Во првиот случај е успешна демократија, ефикасна, а во вториот случај е демократија која има проблеми и треба да се усогласува ставови. Ете тоа би имал да кажам по ова прашање. Како гледате на информацијата дека во пресрет на 2 август партијата, продолжуваме со промените на Кирил Петков, поранешниот премиер на Бугарија, кој Ковачевски и Заев го прогласуваа како голем пријател на Македонија, како и партијата ГЕРБ на Бојко Борисов до бугарскиот парламент поднесоа вербална декларација во бугарското собрание со која Илинденското преображенско востание, како што тие го нарекуваат, го прогласија за бугарско. Дали целта на ова всушност е да си го присвојат Илинденското востание? И ако сакате уште неколку зборови и за најавената иницијатива која што веќе поднесоа, декларација од страна на СДСМ, која се однесува за Илинден. Ни треба ли резолуција за нешто што веќе еве за неколку дена ќе славиме, односно ќе чествуваме 120 години Илинден, односно Илинденско востание? Имаме ли потреба да докажуваме дека Илинденското востание е чисто македонско? Зарем паднатите борци, комити, војводи, кои си го дадоа животот преку пролевање на нивната крв во борба за самостојна Македонија, не се доволен доказ? И он, од крајот почнува. Тоа ми е најсвежо. Не да се доволен доказ, ти си сосема во право. Тие се и нешто повеќе од доволен доказ. Тие се цврста потврда. Ути доказот може да биде прифатен, неприфатен, валиден, невалиден, ама тие се цврста потврда. Тие се еден начин докажаност, тие се континуитет, тие се нишката на револуционерната борба, тие се нишката која е почната од Македонската револуционерна организација, па и нешто и пред неа од Македонско востание, Кресненско, Разловечко и така натаму. Тие се вградени во Илинденското востание, тие се прокламирани со прогласот на Крушевската република, тие се во темелите и основите на АСНОМ. И сега што ние ќе докажуваме? Не, ти си во право кога го поставаш ова прашање, ама одговорот му се гледа дека немаме потреба веќе никому ништо да докажуваме од причина што македонското ќе си го браниме со одбрана по 4-5 пат на македонската кауза. Тоа е наше. А тие што го негират, нека измислуваат преображенски востанија. Тоа е така, сега ти одговарам на правото прашање од ова прашање, правото подпрашање. Тие нека измислуваат дека е преображенско, тие нека измислуваат дека е бугарско, ама ќе те подсета малку на еден историски факт. Кога се
трудеа българите да направат превремено восстание во Македонија. Велеа, само вие дигнете се, ќе испратиме 200.000 штикови и имат турците да ги уништиме. Еден штик не испратија. Него врабуваа некој од нашите револуционери, што и тоа е на еден начин, да ми простеш, нормално, што и тоа на еден начин и се случувало и на други нации, и на други народи кои правеле држава, и ете тие кои први побегнале во Бугарија после неуспехот, тоа е задушувањето. Иначе ја не држам теза дека Илинденското восстание е неуспешно. Напротив, направила република, направила Крушевска република, прва република на Балканот. Кога сите имале монархии, кога сите биле заглавени во минатото, во диктатурите, ние сме биле ние сме биле народ со први демократски чувства, размислување, и сме направиле република. Така да, се си е јасно, нека прогласуваат тие што сакат и како сакат. Ние во нашиот основен документ, нашата конституција, што велат тие, сме си го вградили Илинденското восстание, Крушевската република. Асно, и барем нам, и на сета европска и прогресивна јавност им е јасно, а потврда за ова што го зборувам е тоа што нас, пред да си го смениме името, тој срамен чин што го направивме, не признаа 143 држави под името Република Македонија. НД, се е јасно. Значи, никакво преображенско восстание. А сега ти одговорам за резолуцијата. Зошто веќе резолуција? Па ние се имаме во уставот, ние се имаме во нашата историја, ние се имаме во нашата култура, традиција и фолклор, без нитката Илинден, врутокот на револуцијата, на Македонската револуционерна организација, на ВМРО, на ТАМОРО и така натаму, не може да се создаде, немало да се создаде Македонија како држава, најпрвин како федерална единка во Федерацијата Југославија, екс веќе, а потоа и како независна, самостојна, суверена држава, изразена на референдумот од 8 септември 1991 година. Јон, Бети, ние Илинден и Крушевска република ги дишиме. Ова е еден израз од Мисирков го преземам, кој вели треба да дишиме македонски. Ние илинденски дишиме, ние асномски. Нашиот живот е илинденски, асномски, составен од комитите и од партизаните, што сакат нека прават бугарите. Не ни требат резолуции, да завршам, да поентирам. Резолуции за признавање на илинденско восстание не ни требат, можеби не сум го правил. Господине Костов, како ќе ја прокоментирате изјавата на Маричик, дека цитирам, ова го правиме за да нема на тамошни шпекулации дека има некаква идеја или некакво барање од Бугарија и дека сме спремни да тргуваме со Илинден. Со Илинден нема што да се тргува, како што рековме. За нас Илинден е еден од најсветлите, ако не и најсветол празник во нашата историја. Тоа е столбот на нашата самобитност и нашиот идентитет. Завршен цитат. До каде ќе одат со подценувањето на македонската интелигенција? Мисли ли Маричик дека македонскиот народ заборави на фактот што токму оваа власт на СДСМ и ДУИ заедно со нивните коалициони партнери ги урнаа столбовите на Асно? Така речено, простете на израз, уринирајки на се она што ни е оставено како аманет од сите оние кои ги дале своите животи во одбрана на најсветото, најсветлото и најсвоето? Па види, Вети, каде беше тој Маричиш кога се менуваше името и кога ги нагриза асномските одлуки и документи? Во нив стои Илинден, во нив стои државата на Самуил. Каде беше тој да се секира толку за Илинден, за илинденската епопеја и така натаму? Добро, признавам, се освестил. Отпосле ли, закаснето ли, не е битно. Не те слушам? Ако е искрено освестувањето. Видиш колку си практичен, паметен, Јон. Значи, ако е искрено, ама ја не сум сигурен дека ова работа е толку искрена, бидејќи тој политичар не го ценам,
се покажа тој дека антимакедонски чуд дејанија, би рекли ние старите правници, направи со забрана на името Македонија кога беше министер, така да тоа му е нему ветер и магла, да ви кажам. Фрлење прав во нашите очи. Се докаде ќе одат со подценување на македонска дејанија, ма докаде сакат некој? Ние се одваживме, ние направивме критична маса и сега видите како напаѓат. Каде се веневаме да протестирате? Не. Ние протестираме во нашите домови. Ние протестираме во нашите настапи. Ние протестираме во нашите колумни. Вие протестирате во вашите емисии, во вашите медиуми. Нема веќе тоа, они не ја сватија приказката како ги надмудривме овој пат, за разлика од предпанскиот договор, кога тие не надмудрија. Не можеш ова да го. Ова е, види, ова е политичко, правна, економска, социјална револуција. Во вашата емисија прв пат реков, Ламбе Алабаковски ја почна социјалната револуција, не ги отвори очите, некои луѓе ми се поднасмеја, ама потоа Сотире Гедечастеме се бил во право. Ламбе израсна во една национална фигура која сите, па видоа дека сгрешија, па го осудија ради формално и она, требаше да го ослободат момчето. Да се вратам на прашањето. Ние сме сега како вода, а таа стратегија ми е најомилена кога работам изборни кампањи. Не сум изгубил со таа стратегија, биди вода. А водата не можеш да ја соприш. Таа кога ќе ја излиеш, таа оди секаде, освојува се. Затоа они сега патат. Не можат, они не можат ни да ги сменат и овие анкетиве. Ма народот си окажува своје, дига телефон, кажува своје, спушта телефон. Да му одат во куќата исто, штеклирањата ќе бидат не за вас, одете си, сакаме нова власт. Не можат. Ево, нека пробат насилие, нека пробат фалсификат, нема да успеат овој пат, верувајте ми, поприлично сум убеден, да не речам сигурен дека дојден им е крајот, тоа што го влегшувате на штета на Република Македонија. Да, тачно е, Бети, во право. Ама ние сме трука да подсетуваме на нив, да кажуваме дека не е се изгубено, дека тие столбови се во мене, во тебе, во Јон и во сите честни македонци што се сакат Македонија, тие столбови никој пат нема да ги суши. Како гледате на конечното отцепување од ДУИ од страна на огнената група која ја предводи Меджити и неговата најава дека на 13. август, на денот на потпишувањето на рамковниот договор, ќе формираат ново политичко движење? Какви се вашите очекувања од ова ново движење, но пред се какви се вашите очекувања од најавите дека се спрема и нова коалиција во која ќе бидат новото политичко движење на Меджити, алтернатива на Африм Гаши и Беса на Билал Касами, кои сите тие претходно беа дел од ДУИ. И како ќе се одрази оградувањето на потпредседателот на Беса господинот Хоџе, но и напуштањето на Бајрами, кој најави дека од сега ќе делува како независен пратеник во собранието? Јон, ја познато, тој сум се искажал и порано, дека со симпатии гледам на огнените, иако ги критикувам во задње време. Ја имам контакти со нив, јавно ќе кажам. Како аналитичар морам да контактирам со секого кој е присутен на политичката сцена во Република Македонија. Ги критикувам бидејќи беа неодлучни. Тие досега веќе треба да имаа политички субјект, од кога не успеа да направат фракција, се знаеше дека ќе им се случи тоа што им се случи. Но, пазите, има нешто што се вика внатре-партиска демократија. Они се првиот организиран субјект во Република Македонија кој јавно се бореше за внатре-партиска демократија. Формално, сега малку игра на зборови, ја изгубија битката. Ама лично мислам суштински ја добија. Го разнебитија ДУИ, го кажа вистинското лице на Груби и неговата екипа, конечно го видовме Али Ахметија, ја го знаев, тоа сум го зборел и порано, дека е еден голем манипулатор, дека позади завесата или преку конците на оние куклите, знаете, францускиот театар, раководи со Груби, Османи и останатите, и огнените во даден момент, пред една година дена, рекоа не. Сгрешија со тогаш не направија, не се отцепија, направија политичка партија, ама тоа е моје мислење, тоа не мора да е точно. Може би некој, они сега се поделија повторно. Едни остануваат као фракција, други ги разубедија, ги омекнаа, а трети ќе прават движење.
На Македонија очигледно и требаат нови политички субјекти. Сакате во албанскиот кампус, сакате во македонскиот, сакате во турскиот или во било кој. Ова значи, и ова што ме прашувате, и за Африм Гаши, и за Беса, и за Билал Касами. Очигледно ние сме очевидци на тектонски поместувања на политичката сцена во Република Македонија во сите кампуси, ги набројав претходно. Очигледно дека има сега малку по-старизорски употребам израз превривања. Да се подсетиме. Прв таа детска болест на партиската демократија ја преживеа, одживеа и успеа жив да излезе во ВМРО ДПМН. Да се сетиме што му правеа минатите 6 години. Му се сладеа, шо велим. Па не рекол македонскиот народ, не се смеј, на комшијата мечката ќе дојде и во твојот двор. Сега мечката нешто е влезена во нивниот двор, него не сака да излезе од дворот на СДСМ и на ДУИ. Не сака ни да излезе мечката. Но, човечки е да ги поддржиме, човечки е, мислам, и ДУИ, и огнените, и СДС, да се обидат на демократски начин, преку демократски процеси, да си ги решат проблемите, бидејќи нам ни треба здрави партии, а не вакви никакви, корумпирани, поврзани со организиран криминал, во кој царува клиентализмот, непотизмот, кронизмот. Овие превривања очекувам да донесат многу подобри поздрави субјекти на политичката сцена во Република Македонија. Еве ги изборите, нека се борат, кој ќе победи и ја освојува власта, кој ќе изгуби и ја напушта власта. Ајде за она што претходно го спомнавте, како ќе ја прокоментирате веста која пред некој ден пристигна од ОЛАФ, поточно од Европската агенција за борба против злоупотреба на европските фондови, во која се вели дека од 36 злоупотреби во регионот на Западен Балкан, 18 злоупотреби се водат за Македонија. Ова го зборев на почетокот и негде во средината од нашиот разговор. Јас само едно ќе кажам. Невиден скандал, брука, арамилак, пак сме први во лоша работа, крадење европски пари, крадење пари на Европска унија, крадење пари на европските фондови. Крадците се во власта, крадците се самата власт. И блиските до неа, тоа е оној кронизам, и незините роднини, тоа е тој непотизам, и сите тие заедно го прават кругот магичен на организираниот криминал. Сликата замрзна, меѓутоа ќе одиме додека не слушате. Ве слушам. Европска унија нека открие кој го направил тоа, а тоа се луѓето од власта, и нека ги посочи за да ги санкционираме и казниме. Како гледате на изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи, преку која изјава признава дека оваа влада не е способна да прави реформи, не само во правосудството, туку и во сите други општествени сфери? Вие да ви кажам, како речи тие кој е честно, тоа е убава работа, што конечно после 6 години си признава дека тие се неспособни. Видете, за воля на вистината, ниту една реформа не ја завршија, дури да речем и ја помина ни првата фаза на ни една реформа. Ајде да ве подсетам, реформа во правосудството, реформа во јавната администрација, даночна реформа, фискална реформа и така. Едно да ни биде јасно. Реформатор, реформска партија беше ВМРО ДПМН, од 2006 па наома ги направи најголемите, најболните, најрадикалните реформи. Голем реформатор беше Никола Груевски и неговиот тим. После тоа немаме никаква реформа. Честност од страната на луѓето од власт, што си призна дека се неспособни да направат вакви реформи. Во следниве неколку минути, господине Коста, сакаме повторно да се навратиме на уставните измени кои ги побара Бугарија заради нивно вметнување во преамбулата. Во изминативе 12 на месеци, преку манипулации и незасновани аргументи, уставните измени се представува како ништо страшно и дека тоа е само техничка формалност која треба што поскоро да направиме за конечно Македонија да стане членка на Европската унија. Сведоци сме, особено во последниве неколку месеци, а пред се во последниве неколку недели, дека
освен владата и незините дежурни ботови и аналитичари, кон таквиот поценувачки однос залепија и лидерите на земјите од Европската Унија, кои не посетуваа, испраќајќи ни пораки пред се до опозицијата и пратениците, а преку нив се разбира и до македонскиот народ, да не ги драматизираме уставните измени, тие се само техникалија и не се блокирајте самите. Со вакви манипулации пред 2 дена излезе и председателот Стево Пендаровски. Зошто владата избегнува да го образложи ефектот кој ќе го имаат уставните измени врз нашиот правен систем и општество? И зошто Бугарија толку многу инсистира на уставните измени? Какви ќе бидат правните и општествените последици од уставните измени по бугарски диктат, кои допрва би следеле по отварањето на преговорите со Европската Унија, особено со барањето бугарскиот народ да се вметне во преамбулата на Уставот на Република Македонија? Дали според сегашниот текст на преамбулата со вметнувањето на бугарите, Република Македонија ќе станува втора држава на бугарите? Јон, ова е 4 во 1. Ама ајде, одиме поред. А зошто владата избегнува да го образложи ефектот што ќе го имат овие уставни измени и така натаму? Па едно ќе ти кажам, тоа не се ефекти. Тоа се штети, големи штети. Кој сака да објаснува штети, ама они се приморани. Они му ветија на Макрон, они ветија на Европската Унија, а очигледно и позади завеса ветили на нашите источни соседи бугарите, и затоа сега толку познатата нивна транспарентност ја нема и кријат оноко колку што може да кријат. Но за мене тие одавно се разобличени и ја мислам нешто, тоа е нешто што не може да се сокрие. Сега, ова второто е стварно многу битно. Зашто Бугарија толку многу инсистира на уставните измени? Па види Јон, знае Бугарија на што инсистира. Знае Бугарија што сака. Бугарија ја сака Македонија. Бугарија сака да нема македонци. Бугарија сака во Македонија да има бугари. Видите да ви кажам, деновиве го прилучувам записниците од разговорите Тодор Живков и Крсте Црвенковски, кои се случиле во раните 60-ти години во Софија, и во еден момент, кога Крсте Црвенковски во ќожга остава Тодор Живков, он вака му вели: па господине Црвенковски, како да објаснам на Централниот комитет на нашата Бугарска комунистичка партија ова прашањето за македонското прашање, кога, пазете, 50% од нив се македонци. Второ му вика, како да ја објаснам на писателите, групирани во БАН, Македонската академија на науки, кога од 300 писатели, тогаш во тоа време имало 300 писатели во Бугарија, вика повеќе од 100 се македонци. Јон, еве го проблемот на Бугарија. Не сме ние бугари, не сме ние Бугарија. Тие во нивниот бит имат вградено македонски код. Наши македонци долго време живееле тамо, со генерации, влезени се во институциите, влезени се во државните институции, во општеството, и таму се чувствува македонскиот код. Иначе, честните бугари, честните писатели бугарски, оттамна имаат кажано, и БАН го има тоа признаено пред 10-15 години, дека вистинските бугари, протобугарите, се турко-татари и точка. Ете, затоа Бугарија инсистира, бидејќи Бугарија ќе нема славјанска историја. Бидејќи се што било славјанско, се што било македонско, се случило на исток од Бугарија. Еве ќе ви напомнам. Каде е селото Богомила? Каде се родил, живеел и действувал по Богомил? Богомила Велес. Значи, богомилското движење е автохтоно македонско движење. Браќата, светите браќа, солунските браќа, каде живееле? Каде се родиле? Во Солун. Знаете ли колку е Солун далеко од Бугарија? Бугарите никој пат не го владееле Солун. А знаете ли дека порано, низ вековите, 80 до 90% населението на Солун било македонци, а останатото евреи, ерменци, турци и така натаму. Еве зошто они браќата ги својата.
Треба ли да зборувам за Климент? Зошто Климент не направил универзитет во Плиска, во Трново, направил во Охрид, во Охридско? Има уште многу примери и затоа за нив Охрид е балкански, европски, бугарски Ерусалим. Така да, знаат бугарите што сакат, ја нив ги разбирам, ама они не знаат дека не може да го направат тозе дупче, не е дупче, како што милуваат да кажат, бидејќи јас сум македонец со генерации наназад, по линија на мајка ми, по линија на татко ми. Факт е дека имам нешто влашко, ама ја од секој пат македонски сум се чувствувал и не може тој мене да ми каже дека јас сум бугарин. Само ради тоа што 3 пати во историјата не окупирале и тоа крваво не окупирале, не убивале. И да завршам поентата со разговорите од Крсте Црвенковски и Тодор Живков. Најголемиот проблем на албанците тогаш, сега и секој пат, знаете ли што било? Асимилацијата што ја правиле на Македонија, они не можат да се помират, ние да зборуваме дека бугарската политика, бугарските политици, царскиот двор, екзархијата не асимилирала. Они тоа не смеат да се го признаат, бидејќи со тоа им се руши целокупната стратегија за бугаризација на Македонија. Така да, без разлика на тие што сакат, ние тоа нема да го воопшто да го дозволиме. Последиците, обштествените последици од уставните промени ако влезат бугарите, па ќе бидат катастрофални. Па тоа ќе биде целосно разградување на Република Македонија како унитарна држава, како Република Македонија на македонскиот народ и останатите малцинства, стручно кажано по меѓународното право, а делови од народу спрема оваа бласфемија што има кај нас, што ни е наметар Солана и така натаму, и едноставно нема тоа ние да го дозволиме. Кој имаше уште едно прашање? Да, втора држава. Па да. Не, ме прашувате многу битно, сега ми текна. Дали со влезот на Бугарија Македонија ќе стане втора бугарска држава? Да, тачно е. Кој не го гледа тоа е слеп. Кој тоа не може да го почувствува, нема сенс за политика, нема сенс за македонштина, за македонство, бидејќи едноставно ќе ни влезат во уставот и тогаш до Охрид на запад, до Куманово на исток, до Гевгелија на југ и на север до Куманово, секе е българско. Никад да не биде. Никад да не биде. Тоа е, Јон. Дали со вметнувањето на бугарите во преамбулата покрај тоа што ќе ги добијат правата како што се право за образование на својот јазик и писмо, право на основање на установи за унапредување на културата на бугарите, право на државно финансирање на проекти од културата на бугарскиот народ и право на програма на македонската радио и телевизија, всушност на самоосвестените македонски бугари кои веруваат во историскиот наратив кој го наметнува бугарската држава, односно во исправноста на ставот на Ванчо Михајлов дека словенското население од Македонија низ вековите пројавувало бугарска етничка припадност и дека македонскиот етнос традиционално не постоел на територијата на Република Македонија. Ке се доведеме до ситуација да финансираме и антимакедонска култура, историја и традиција. Сосема си во право, ќе ги добијат сите права, бидејќи ќе бидат веќе уставна категорија. И ова последново, да, така е, ние фактички ќе финансираме нешто во корист на нашата штета. Ќе ме разберете, ова езда игра на зборови, но фактички самите ќе се подкупуваме, бидејќи ќе финансираме преку финансирањето на нивните проекти, нивните желби, нивните барања, тогаш ќе бидат легитимни, бидејќи ќе бидат уставно, не дај Боже, засновани и едноставно тоа не смее да ни се случи. За она македонскиот одродник, што го кажавте Ванчо Михајлов, и не сакам да зборувам, бидејќи тој во мојата меморија е избришен, кога ја осознав дека напишал и кажал своевремено дека македонците се говеда. За такво говедо јас не сакам да зборувам. Повелете?
А дали со влегувањето на бугарите во уставот и во законодавството во Македонија завршуваат бугарските барања или дури тогаш се отвора правниот основ и рамка за сите понатамошни идентистички барања на патот кон Европската Унија согласно со преговарачката рамка која беше направена врз францускиот предлог, односно бугарскиот, бидејќи сите незини барања се влезени во преговарачката рамка? Јон, треба да бидеме свесни дека бугарските барања кон Македонија и македонците, поточно кон нашата држава Република Македонија, никој пат нема да престанат. Тоа не го потврдува минатото, тоа не го потврдува сегашноста, а ако не се освестиме да ги прекинеме, да им даваме значај на тие барања, едноставно да ги игнорираме, маргинализираме и одбиваме, тоа ќе не се случува во иднината. Значи, ни треба една нова политичка генерација, ни требаат нови лидери кои ќе се одважат конечно да го кажат историското не. Се малку да ве подсетам на 48-та на Сталин, на Тито, на Ексију, да им го кажат историското не. Ние сме македонци, вие сте бугари, вие никој пат не може да бидете македонци, ние никој пат не можеме и нема да бидеме бугари. Ако сакате на таа основа во такви услови да соработуваме добро, ако не ќе екзекутираме, ќе кохабитираме едни до други и никоме ништо. Мене проучувањето на минатото ми го кажува ова, а верувајте ми, тони и тони книги сум проучил од различни извори, македонски, бугарски, руски, грчки, српски, европски и светски, и верувајте ми, бугарите се никоја вера. Кога им одговара се кажуваат турко-татари, кога им одговара се кажуваат словени, кога им одговара се кажуваат бугари, кога треба подлабоко да заминат по историјата се кажуваат татари, ево сега зборува дека и Атлантида била на нивна територија, ама ти се молам, небулози, нивните барања, да бидеме свесни, никој пат нема да завршат кон Македонија. Едноставно треба да ги одбиваме. Господине Костов, следниве минути сакаме да се задржиме на неколку блиц прашања поврзани за изјавите на председателот Пендаровски, кој ги даде пред 2 дена на една национална телевизија, а на кои прашања секако посакуваме пократки одговори, се разбира доколку е можно. Да, можно е. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Пендаровски дека гласање за уставни измени ќе има, штом бидат обезбедени 80 пратеници? Видите, било што да ви одговорам за Пендаровски, да ви кажам дека интервјуто го догледав од почеток до крај и тврдам дека е најслабо интервју на еден државник политичар од Република Македонија и најслабо интервју до сега дадено од председателот Пендаровски. Таа изјава за мене е малициозна, непримерена за еден државник, не се одветна на сериозен политичар и на односите во кои се наоѓаме во моментот и проблемите што ги имаме со Бугарија, како пречка на нашиот пат кон евроинтеграциите. Како гледате на изјавата на Пендаровски дека Мицковски ретерирал од изјавата која даде веднаш после лидерската средба со Ковачевски? Тука веќе имаме, имаме додворување кон СДС и ДУИ, значи напаѓање на Мицковски и на ВМРО, бидејќи сега ќе има повторна кандидатура за председател, а му треба номинација. Гледам несериозност на државник, прв граѓанин на Република Македонија, и гледам човек со дупла диоптрија, од причина што сите ние видовме на лидерската средба на пресот одвоен на Мицковски, а потоа и на Ковачевски, кој што изјави и не ни треба коментари. Тоа што после пиерот на владата, на СДСМ и спин докторите го спинуваа, го извртеа, е друга работа. А Пендаровски како председател на Република Македонија не треба да потпаѓа по такви влијанија и не треба да ни толкува што нешто, не треба никој да ни го толкува, бидејќи нашето рацио само го растолкува. Така да тоа е несериозна и нечесна изјава. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Пендаровски дека имало неформални обиди пред се преку странски посредници да се дојде до 80 пратеници, при тоа споменувајќи заедничка влада и дека на тоа Мицковски се сложил на лидерската средба со Ковачевски, при тоа намерно не довршувајќи ја изјавата на Мицковски дека уставните измени да важат од денот на влезот на Македонија во Европската Унија и дека да има
предвремени парламентарни избори, кое нешто го слушнавме нели на пресконференцијата, како што рековте, кое што беше веднаш по средбата, а не како што изјавува Пендаровски дека тоа се случило наредните денови после средбата. Зошто го прави ова Пендаровски, преку која уста говори, односно кој го држи Далинскиот управувач? Па, видите вака, првиот дел од прашањето е точно. Да, имало неформални обиди на странски субјекти да се направи тоа што вие го кажувате, но тој обид е неуспешен. Сето останато е неточно, сите видовме дека година дена председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски зборува дека не се согласува со влезот на бугарите во Република Македонија и доколку тие одлучуваат, тоа е ВМРО ДПМН, тоа е опозицијата, нема да дозволат промена на уставот. Не ни треба Пендаровски да ни кажува дека не било така. Сега, ова последно, значи ова е приказка за мали деца, да ви кажам, од страна на Пендаровски, многу сум разочаран и тоа е еден вид ветер и магла, фрлање прав во нашите очи, а кој го држи Далинското, па не знам, можеби ќе ви изненадам, ја мислам Али Ахмети и Агила. Ако мислиме нистото Далинско. Не е изненадување, така е. Како гледате на фрлената патка за некаков референдум за излез од оваа ситуација со уставните измени? Дури се наметна и референдумско прашање кое би гласело дали сте за да го продолжиме патот кон ЕУ. Можно ли е владата да планира сценарио како за Преспанскиот договор и да распише референдум за уставните измени? Јон, да те подсетам, тој референдум се случи со многу случајно прашање, малку проширено. Одговорот на македонскиот народ беше јасен, негативен, не излезе. Референдумот од како се вика, од Државна изборна комисија прогласен за неуспешен. Не знам зошто би повторувале. Таму некаде пред крај на процесот кој треба да влеземе во Европска унија, кој ќе биде готов процесот и да потврдиме нашата определба за НАТО, каде што сме веќе влезени, уставот постои можно да се направи таков референдум и не гледам ништо лошо. Сега, ни случајно, нема зошто. Еве ги анкетите се покажува. Така. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Пендаровски дека со вметнувањето на бугарите во уставот нема да има никакви правни последици? А не знам, сега треба да проверам дали е тој правник, не сум сигурен. Ако е правник, тоа е правник кој не ги познава правните работи, не го познава уставот. Ама и без разлика дали е правник или не е правник, тој е политичар и пред се треба да е државник, бидејќи е председател на Република Македонија. Го молам него и неговиот тим малку посериозно да проучат што е преамбул на уставот на Република Македонија и што значи вметнување на дел од народ, тој народ е бугарскиот, кој не признава се што почнува на буквата М, Македонија, македонци, македонска историја, македонска култура, македонски јазик. Тоа не е техничка работа, тоа е суштинска работа, тоа е круцијална работа, тоа е есенцијална работа, тоа е македонскиот бит, тоа е македонскиот код, mkd.mk. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Пендаровски кој рече дека првата верзија на францускиот предлог бил одбиен, но потоа бил прифатен откако бил ревидиран? Како гледате и на изјавата на француската амбасадорка во Софија, Флоренс Робин, која рече дека францускиот предлог кој го прифати Ковачевски бил истиот предлог кој само е рефиниран, но не е ревидиран? Како гледате на изјавата на Пендаровски дека француската амбасадорка тоа така го рекла заради бугарската јавност, бидејќи имало големи отпори и кај нив? Тогаш веќе беше завршена работата и апсолутно не е тачно ова што го кажува председател Пендаровски. Флоренс Робин ја зборува вистината, нашиот председател не ја кажува вистината, ја извртува, да не кажам потежок збор, сепак е председател на Република Македонија, ама тоа не е дипломатски јазик, тоа не е јазик на еден председател и лично мислам дека ако не е јавно ќе има тој проблеми во разговорите со французите во иднина што ќе му се случи. Како ќе ја прокоментирате мисијата на Европската комисија која беше во дводневна посета на Македонија, која мисија е поврзана со правосудскиот систем во Македонија, особено состојбите во судскиот совет? Браво, конечно нешто добро, може би закаснето, ама никој пат не е касно. Едноставно, судскиот совет за мене не постои, во судскиот совет нема морал, таму нема етика, таму нема право, таму нема процедури, таму нема принципи. Видите,
ајде да ги оставиме поранешните бласфемии. Последната се кандидира председател на кој претходниот ден му се тргнува дисциплинската поставка против него. Значи се занемарува нешто негативно што прави. Се кандидира член на Советот, а судија. Го избираат. Тој молчи. Кога треба да даде изјава, се залага да ја одлежи изјавата, бидејќи тој ден се бира неговиот син за судија, според позитивните закони не може да одлучува човек од потесното семејство за тој избор. Го ловат и му предлагат поднеси се оставка. Тој поднесува оставка во интерес на неговиот син. Еве го лицето на нашето правосудство. Семејни кланови владеат во нашето правосудство, а кога тие кланови ќе се групираат, стануваат криминални, бидејќи знаете со кој се групираат? Се групираат со подземјето, со нечесниот бизнес и со криминал. И донесат одлуки во нивни интерес, а не во интерес на Република Македонија, и затоа Република Македонија редовно си плаќа штети од пресудени од домашните судови или од меѓународните. Срамота. Конечно, нека ги добро прочешла да видиме како работеле овие години, а сите знаеме дека работеа неморално, непринципиелно, неправнички, со еден збор, срамно. Бидејќи за некој ден ќе чествуваме 120 години од Илинденското востание, дали имате некои сознанија за некаква си програма за прославата на нашиот најголем и најсветл празник Илинден? Дали се точни информациите дека премиерот Ковачевски нема да оди во Крушево, и ако се точни, зошто не оди? Од што се плаши Ковачевски? Јон, ја знам како ја ќе го прославам Илинден, моето семејство, моите најблиски. Сигурен сум дека и ти тоа ќе го направиш на таков начин, достоинствено, убаво, патриотски, родолюбно, ќе сме срекни, ќе сме весели, што е тоа 120 години од Илинденската епопеја и Крушевската република. Дали имам информации за Ковачевски, верувај ми, немам. Јас сум нешто наслушнал, ама само едно ќе ти кажам. Да, тој се плаши. Тој се плаши да излезе пред македонскиот народ, бидејќи тој се плаши од 20 новинари, а во Илинден ќе му излезат и илјадници македонци, нема да си помине добро. Господине Костов, ви благодариме, причини задоволство и ова ваше учество во Македонски корени. Ви посекуваме убав викенд, честит Илинден на вас и на вашето семејство, пријатно до слушање и секако скоро довидување овде на Македонски корени. До вас и до сите македонски во Австралија, можеби денес малку се намачивме технички, ама јас уживам во разговорот. Ви благодарам. И ние. Честит Илинден. Секој ден. Илинден, Поздрав и се слушаме. Секако.